Ке имали за скоро решение на трговската војна со Косово. Домашните земјоделци очајно спас бараат во владата. Таа пак во притисокот и од колегите од регионот со надеж дека Косово ќе ја повлече мерката. А во меѓувреме, извозот кон Косово е речиси целосно стопиран, а земјоделските производи скапуваат на пазарите. Најпогодени се доматите, пиперките и сливите. Примената мерка која беше донесена на 18 јули годинава предвидува 30% повисоки царини за увезеното овошје и зеленчук, а ќе трае 3 месеци и важи за сите држави кои извезуваат на косовскиот пазар, меѓу кои е Македонија. Последните информации кажуваат дека денеска расправа косовската влада и се очекува позитивен исход, односно повлекување на одлуката за царините. Бизнисот исто како и владата се надева дека Косово ќе се премисли и ќе ја повлече времената мерка. Штетите од оваа мерка се проценети на над 3 милиони евра. Ставот на комората е дека ваквите мерки воведени од страна на Косово не се во духот, односно начелата на ЦЕФТА спогодбата меѓу земјите на регионот, и како таква сметаме дека е штетна како за нивната економија, така и за нашата. И според комуникацијата што имаме со членството, значи извозот кон Косово е сега сведено на минимално ниво и проценките се дека штетата од целата ова мерка би била до околу 3 милиони евра. Велат, нашата влада по никоја цена не смее да воведе контрамерки, зашто сепак цехот ќе го плати нашата економија, бидејќи ние имаме суфицит во трговската размена со Косово. Нашата влада не смее да размислува за воведување на контрамерки и бидејќи тоа ќе има негативно влијање врз нашата економија. Од комората сметаат дека концептот на субвенции во земјоделството е промашен. Ние субвенционираме култури, а не наоѓаме пазари за извоз на нашите земјоделски производи. Експертите пак кои ги консултираше еден ТВ денеска додека заседаваше косовската влада, беа децидни дека како држава мора да воведеме реципрочни мерки, дека домашното производство мора да се заштити. Дури забележуваат дека владата и премногу чекала. Решение или да се откажат од Косово мерките, да ги откажат, да ги пременат, или ние мораме да воведеме реципрочни мерки за достоинството на државата. Јас се надевам дека притисакот што се прави, ако за Македонија прилично закаснија тие настојувања да се убедат косоварите, зашто секојдневно се губи многу. Ние имаме сега сезона кој обраното производство денеска мора да се транспортира, утре да се консумира. И мислим дека прилично долго одовлекува. Штом не првите разговори директни не помогна, требаше веднаш ние да си воведеме мерки, нека се преговара натамо. А на Киев е дециден дека државата мора да ги заштити земјоделците, бидејќи во ек на сезоната нивниот род скапува на пазарите. Јас сум за тоа земјоделците ги заштитиме. Ништо нема да им надомести државата и да ми надомести нешто. Веќе нема на што да надомести, дали за незгодиве, дали за ова. Земјоделците ќе бидат страшно погодени. Заправо не може да го спасиме воопшто ако они не престанат. Треба државата само да даде сега поголеми субвенции да ги спаси земјоделците. И да воведеме контрамерки, ако они не го елиминира тоа, ништо не сме добиле. Ама ние мораме достоинството на државата да чуваме. За Накиев дури и мерката која предлага Србија е прифатлива, а контрамерката која требаше да ја предложат српските власти на утрешниот состанок на министри беше Приштина ако не го промени однесувањето да излезе од ЦЕФТА. Земјите од регионот жестоко го осудија потегот на Косово и побараа повлекување на одлуката, образложувајќи дека е спротивна на ЦЕФТА договорот и дека се коси со правилата за слободна трговија. Преиспитување побара и Европската комисија, а ресорните министри пак од македонска страна веднаш по воведувањето на косовската мерка изразија очекување дека ќе биде повлечена. Инаку Косово е значаен трговски партнер за Македонија, една од ретките земји каде имаме суфицит во размената, односно повеќе извезуваме отколку што увезуваме. Во првите 5 месеци од годинава во Косово се извезени стоки тешки 100 милиони долари, а увозот е само 15 милиони. Лани бројките покажуваат дека извозот стигнал до 225 милиони долари, а увозот до 37. Вкупниот пак извоз во Косово на овошје и зеленчук од земјава лани тежал околу 6 милиони евра, а годинава 2,5 милиони евра, а Македонија не увезува овошје и зеленчук од Косово.